Сиромаштијата е најголема причина за злоставување на деца и неостварување на нивните детски права. Голем процент од децата кои се јавиле на СОС бесплатната телефонска линија во првата детска амбасада Меѓаши се жртви и на травматична бракоразводна парница помеѓу родителите. Елизапета Дамјановска. 397 јавувања забележала СОС бесплатната телефонска линија во состав на првата детска амбасада Меѓаши во изминатата 2012 година. Од нив само 27 биле јавувања од деца кои имале храброст да пријават насилство или прекршување на некое нивно право. Показател кој според Јана Зенговска, психолог и координатор на СОС телефонот за деца и млади, говори за потребата што повеќе да се зборува во јавност за помошта која што Меѓаши им ја нуди на сите кои ќе се обратат до психолозите. Кај децата јавувачи карактеристично е тоа што девојчињата биле двојно побројни од момчињата, односно минатата година се јавиле 18 девојчиња и само 9 момчиња, а имало и една анонимна дојава. Интересен е и податокот кој говори дека 3 пати е поголем бројот на јавувачи од урбаните средини, за разлика од јавувачите од руралните средини. Јана Зенговска потврдува дека ова е само показател за недоволната информираност на луѓето кои живеат во руралните средини за правата на децата, начинот и постапката за нивна заштита, како и недоволното промовирање на СОС телефонот во овие средини. Сиромаштијата го зазема замалот и сите овие 111 деца кои што се деца во социјален ризик. Сите овие деца се потенцијални жртви на трговија, питачење и најтешки форми на злоупотреба на детскиот труд. Децата не се вклучени во редовен образовен процес. Голем број од родителите сакаат да си ги вклучат своите деца во образовен процес, меѓутоа немаат можност. Децата за жал повторно се жртви на сопствените родители. Тие деца кои што дојавиле овдека немале можност каде да се обратат, не веруваат ни на институциите, ни на никој, затоа што не може да бидат заштитени. Децата се најнезаштитени дома и на училиште, токму на местата на кои треба да се чувствуваат најбезбедни, истакна денеска Драги Змијанац, директор на првата детска амбасада во светот Меѓаши. Институционалната неефикасност, проблемите околу утврдување на надлежност и одговорност меѓу државните институции, ненавременото реагирање, непочитувањето на детското мислење во бракоразводни постапки, кои се од значење за децата, дополнителна виктимизација и стигматизација на деца кои веќе биле жртви, се само мал дел од примерите во кои на децата им се скратени детските права. Едно од главните согледувања од работата на СОС телефонот за деца и млади и бесплатната правна служба при првата детска амбасада во светот Меѓаши е дека децата се најнезаштитени онаму каде што треба да бидат најзаштитени, во домот, во институциите и во училиштето. Многу не загрижува е од сите овие случаи 1/3 се поврзани со бракоразводна постапка, неутврдено навремено старателство, надмудрување на родителите околу старателството, не давање приоритет на правото на мислење на детето со кој родител има емоционална јака врска да живее, притисок до центрите социјална работа да поимотните и влијателни родители го добијат старателството за сметка на мислењето на детето и на сметка на емоционалната врска што има изградено родителот независно од неговиот економски статус. Во текот на 2012 година најголем број на дојави биле остварени преку СОС телефонот за деца и млади, но се чувствува и пораст на дојавите преку електронска пошта. Дел од граѓаните се одлучиле помош да побараат и со директна посета на Меѓаши. Во се согласни